Во вашата информативна емисија од 7 март оваа година објавувате неточно, нецелосно, тенденциозно и со намера да бидат дискредитирани јас, моето семејство, како и постигнувањата што ги имам направено додека ја врше функцијата градоначалник на општина Кочани. Се извлекуваат погрешни податоци после едносоветничко прашање. Со вашите најави неофицијално отворено се прашува за наведување на погрешен заклучок за мојата работа во делот на прибирањето на даноците. Токму поради тоа, а и за запознавање на јавноста со реалноста, ви го доставувам следното. Со моето доаѓање за прв човек на општината, една од првите задачи беше прибирање на приходите од даноци и такси. Токму поради тоа предложив на првата седница на Советот да се намалат даноците и таксите на граѓаните за околу 25%, што беше усвоено едногласно од сите советници. На секој седмичен колегиум, прва точка беше разгледувањето на приходите со посебен осврт на даноците, во кое учествуваа сите членови на поширокиот колегиум. Посебно се водеше сметка за наплатата на даноците од вработените во општината и институциите формирани од неа, заради тоа што повеќе од половината од вработените со години ги немаа измирувано нивните обврски. Со тие мерки се постигна резултат сите вработени целосно да се ги измируваат обврските. До 2008 година наплатата на даноците беше под 10% или само 1,5 милиони денари, за да во 2016 година се наплатат 14,5 милиони денари, што представува над 97% од задолженијата, односно облогот и општина Кочани беше земена како пример за наплата на даноците. Посебно сакам да се осврнам и на делот на советничкото прашање кое веројатно има произлезено од документ што е испратен од страна на надлежните служби, а веројатно под рака доставен до советникот, како известие за пријавување имот од информациите од секторот за урбанизам за ново евидентирани објекти кај наши сограѓани. Од истиот може да се забележи дека лицето И.Н. сега вработен во општината е известено со допис од 25 ноември 2016 година дека има непријавен данок. Дали има даночна пријава, дали има платено за изминатиот период, треба да проверите во даночното оделение од лицето задолжено за односи со јавноста или директно од градоначалникот.